Во денешниот дневник на ТВ ќе гледате. Поради недоволна активност расте бројот на деца со деформитети во Охридско-Струшкиот регион. Во Охридскиот регион нема пријави на угинат добиток. Стопанската комора бара помош од владата за бизнисот да ја издржи енергетската криза. Утре започнува првото издание на меморијалниот турнир во Раковен Крстјан Доновски Усташ. Ги погледнавме кратките најави, со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно сончево и посвежо време со локална облачност, услови за дожд во попладневните часови и пад на дневната температура на максимални 24 степени Целзиусови. Во вторник над британските острови, како и во источна и југоисточна Европа, ќе превладува умерено облачно, нестабилно и посвежо време со врнежи од дожд и грмотевици. Во останатите предели од Европа претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со дневни температури над повеќе годишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Во северните предели на полуостровот умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат од 19 до 32 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо за овој период од годината. Во попладневните и во вечерните часови се очекуваат пообилни врнежи од дожд, локално над 15 литри. Минималните температури ќе се движат од 10 до 20 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 20, односно до 30 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, ветровито и свежо. Ќе дува до умерен источен ветер. Минималната температура од 19 степени, додека пак дневната до 30 степени. Во среда и четврток ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици и дневна температура до 26, односно до 27 степени. Во петок ќе настапи разведрување, ќе биде претежно сончево со локална облачност и максимални 20 степени. Супер акција во Миса Маркети. Адриана туна сендвич 39 денари, пилешки копан со надкопан 119 денари, фарба за коса палете 125 денари, лед сијалица осрам 9,5 вати 85 денари, елефант 25 денари, 7 Days 80 грама 25 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Доктор Танжу Шашко, Dent in Aesthetics, вработува доктор стоматолог за работа во општа стоматологија. Работно време од 10 до 17 часот, од понеделник до петок. За сите останати услови јавете се на телефон 046 25 71 50 и 070 24 90 91.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Поразителни бројки, околу 60% од децата во Охридско-Струшкиот регион имаат деформитети на рбетниот столб или обезност. Главна причина – недоволна физичка активност. Пандемијата и онлайн наставата дополнително ги продлабочија овие здравствени последици. Околу 60% од децата во Охридско-Струшкиот регион имаат некакви деформитети на рбетниот столб. Дополнително голем дел од младите денес се соочуваат и со обезност. Главна причина е недоволна физичка активност. Наместо на игралишта и во паркови, децата денес се на телефони и компјутери. Пандемијата и онлайн наставата дополнително придонесоа за вакви здравствени последици. Околу 60% од децата имаат некаков деформитет на рбетниот столб. Можете да замислите после 2 години пандемија, значи не е направена, не сум информиран дека е направена некоја студија после тоа, но претпоставувам дека тој број, тој процент е уште поголем и попоразителен. Претпоставувам дека и во голема мера се покачени тие дефаворизирачки параметри на деформитет и обезност. За разлика од минатото, денес за спорт потребни се и пари, членарини за клубови и опрема. Според спортистите, неопходна е национална стратегија за спорт и мотивирање на младите. Во секој случај, тоа е резултат на, по моје мислење, немање на соодветна национална стратегија за спорт. Тука влегува покрај спортот од висока перформанса, значи спортот за надпреварување, опфаќа и спорт за сите, кај што треба да се значи инволвираат и децата од претшколска возраст, дури и возрастните. Како последица на седечки начин на живот се јавува недоволна развиеност на мускулите, а младите коски трпат промени кои доведуваат до деформитети на стапалата и рбетниот столб. Стотина преработувачи на производи од животинско и неживотинско потекло ќе добијат грантови од државата. Малите фирми производите ќе ги продаваат во мали маркети и ресторани. Локалните фирми кои преработуваат производи од животинско и неживотинско потекло наскоро ќе може да користат грантови во висина од 10.000 евра, најавија од Министерството за земјоделство. Наскоро ќе објавиме нова програма која ќе се однесува на преработка на производи од животинско и неживотинско потекло, а тоа значи продажба на праг. Ке се поттикнат 100 мали фирми и нивното локално производство како дел од мерките од Националната програма за производство на храна. Сите сакаме да пробаме локална храна и производи, а целта на програмата е малите фирми да можат производите да ги продадат во мали маркети и ресторани, најави Трајан Димковски, државниот секретар при Министерството. Програмите се преку грантови од 10.000 евра кои се плаќаат преку платежната агенција, а треба да бидат регистрирани во Агенцијата за храна и ветеринарство. Единствен услов е со минимум стандарди производителите да обслужуваат и гарантираат за безбедност за храна. Во Охридскиот регион периодов нема пријави за угинат добиток. На Мауцкер постои специјална јама за пцовисани домашни животни. Јамата е изградена по стандарди и нема загадување на околината, информираат од јавното предпријатие Охридски комуналец. Угинатите домашни животни се подигаат по пријави на граѓани или ветеринарите. Јавното предпријатие Охридски комуналец е надлежно за собирање и отстранување на угинати животински мрши. Пцовисаните домашни животни се одлагаат на специјалната депонија Мауцкер, информира Стефчо Маслов од јавното предпријатие Охридски комуналец. Согласно програмата за работа на јавното предпријатие во делот на јавна хигиена имаме стапка третирање, односно собирање на угинати животни. Таа обврска не е префрлена од страна на локалната самоуправа. И како јавно предпријатие имаме обврска, значи да ги собериме тие угинати животни во посебни садови, дали тоа се работи за домашни животни или угинати, газната мачка или куче. Потоа се носат на локалитетот Мауцкер, каде што имаме изработена специјална јама, оградена јама, каде што пристап имаме само ние, односно во таа јама, тоа е бетонирана голема јама,
согласно законските одредби. До службите на комуналното предпријатие за подигање на угинатите животни се јавуваат граѓани или од ветеринарните станици. Пријави за собирање може да упатат и комуналните редари и ветеринарните инспектори. Во последно време немаме јавување во граѓани, во минатото сме имале угината крава, теле, коин, значи угинато куче. Во моментов имаме третирано само кучина кои се ударени во сокова, значи угинати на тој начин. Или пријава од граѓани за угинато домашно куче. За поголеми домашни животни во поново време, значи во немаме јавување. Подигањето на псовисаните животни е бесплатно. Надоместокот за подигање на угинатите животни е натовар на локалната самоуправа, кој се планира во општинскиот буџет за да се спречи ширење на зарази. Во Охрид и Охридско досега немало појава на угинување на животни од заразни болести. Владата итно да донесе избалансирани решенија за бизнис секторот да преживее. Ова денеска го побара Стопанската комора на Македонија, откаде велат дека без мерки фирмите тешко ќе успеат да ги платат сметките за струја зимава. Според комората потребна е итна реакција зашто времето поминува, а ризиците се зголемуваат. Повикувајќи се на податоците од Централниот регистар, подпредседателот на комората Зоран Јовановски нагласи дека во 2021 година од трговскиот и од регистарот на други правни лица се избришани 6995 правни лица, а во 2022 година, согласно моментно објавените податоци, веќе се избришани 5324 правни лица. Комората предупредува и на сложената постапка за добивање дозвола за фотоволтаици, над 80 документи кои треба да се поднесат во општините и министерствата. Барањата на Стопанската комора се состојат од елиминирање на бирократијата при поставување на фотоволтаици, целата струја добиена од обновливи извори да се насочи кон индустријата, да се зголеми домашното производство на електрична енергија и навремено да се набави мазут и јаглен. Комората очекува нејзините предлози оваа недела да бидат разгледани во владата, но и да бидат прифатени. Првото издание на меморијалниот турнир Крсте Андоновски Усташ во наредните 2 дена ќе се одржува во спортскиот центар Билјанини извори во организација на градскиот ракометен клуб Охрид. Екипата на Охрид со комплетно нов состав и со одличен здравствен биланс на играчите влегува во овие припремни надпревари во пресред на новата сезона. Првото издание на меморијалниот турнир Крсте Андоновски Усташ во организација на градскиот ракометен клуб Охрид ќе се одржи на 23 и 24 август во спортската сала Билјанини извори. Турнирот е посветен на човекот кој остави голем белег во охридскиот и македонскиот ракомет како тренер на повеќе екипи на машка и женска конкуренција и селектор на македонската сениорска и младенска репрезентација, кажаа на денешната пресконференција неговите внуци. Задоволството е големо, почестени сме како фамилија. Да, емотивно е, бидејќи и љубовта кон ракометот ни ја всади баш нашиот покоен дедо и сега сме многу почестени што ќе се организира еден ваков турнир во негов помен. И се надевам дека во иднина ова ќе прерасне во традиција и секоја година ќе се одржува овај меморијален турнир. Даниел Андоновски е повратник во екипата на Охрид и иако млад, има соработувано со повеќе македонски тренери. Ако се земе предвид неговото потекло и лозата на тренери во неговата фамилија, тој е еден од покомпетентните играчи кој може да ја цени работата на тренерите во Македонија. Мислам дека квалитетот е добар, со обзир сега и за репрезентацијата како што оди напред. Има доста тренери, сите пробуваат да стигнат до тој модернизиран систем на ракомет со цврста одбрана и полуконтра. Но мислам дека сепак ова, како што нарекуваме старата гарда тренери, преовладува во македонскиот ракомет. Во пресред на новата надпреварувачка сезона, здравствениот биланс на играчите е одличен и сите 100% подготвени ги очекуваат овие припремни надпревари. Ова година имаме комплетно нова екипа. Мал е периодот за воигрување, како што кажав, добро ќе ни дојдат овие надпревари, за да видиме и докаде сме, бидејќи почетокот на Суперлигата е за 10 дена од тука, противниците се сите Суперлига, квалитетни противници, имаме и странска екипа,
Партизан, која што исто така е добра квалитетна екипа и ќе го искористиме овој турнир за да се воиграме, да видиме кој колку може да допринесе, едноставно да склопиме на добра екипа која што ќе може да ги исполне своите цели. Утре во 17 часот и 30 минути во првото полуфинале ќе се сретнат екипите на Партизан и Пролет, додека во второто полуфинале во 20 часот домакинот Охрид ќе игра против екипата на Тиквеш. Во среда во 15 часот и 30 минути поразените од двете полуфинални средби ќе играат за третото место, а финалниот надпревар ќе се одржи во 18 часот. Горивата од вечерва на полнок ќе поскапат, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Бензините поскапуваат за половина денар, а дизелот за 1,5 денари по литар. Малопродажната цена на Евро Супер 95 ќе изнесува 89 денари, додека литар Евро Супер 98 ќе чини 91,5 денари по литар. Евро дизел ќе се продава за 93,5 денари. Се зголемува и цената на екстра лесното масло за домаќинство за 1,5 денари на 90 денари за литар. Цената на мазутот се намалува за 1,1 денар и ќе изнесува 51,7 денари по литар. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Јужна Кореја и Соединетите Американски држави денес ја започнаа најголемата заедничка воена вежба во последните неколку години. Целта на оваа вежба е зајакнување на одбранбениот став против заканата од Северна Кореја со нуклеарно оружје. Вежбата Штит на слободата, која се одржува во Јужна Кореја, ќе трае до 1 септември, а опфаќа маневри на терен со авиони, воени бродови, тенкови и потенцијално десетици илјади војници. Во текот на вежбата ќе бидат изведени симулации на здружени напади, снабдување на линиите на фронтот со оружје и гориво и отстранување оружје за масовно уништување. Милиони ученици на Филипините денеска се вратија во училишните клупи за прв пат по 2 години откако беа затворени поради коронавирусот. Основните и средните училишта се соочуваат со недостаток на простории за настава, страв кај луѓето од коронавирусот и оштетени училишни згради поради земјотресот што го потресе северниот дел на земјата. Само околу 46% од училиштата ќе започнат со редовна настава 5 дена во неделата, додека останатите ќе практикуваат комбиниран модел на настава во живо и онлайн. Властите стравуваат дека состојбата со писменоста на децата е влошена поради долготрајниот прекид на наставата. Кина ќе поттикнува дожд со помош на химикалии за да се намалат последиците од рекордните суши. Кина се соочува со најтоплото и најсушното лето откако почнала да ги регистрира податоците пред 61 година. Кинеските власти го издале првото национално предупредување за суша оваа година. Жолта тревога е третото најстрого ниво на официјалната скала, откако повеќе региони во југозападна Кина беа погодени од неколку неделни екстремни горештини. Кинескиот министер за земјоделство најавил дека властите ќе се обидат да ја заштитат годинашната жетва на пченица и ориз, предизвикувајќи облаци и дожд со помош на хемикалии и прскање на земјоделските култури со агенс која задржува водата за да се ограничи испарувањето. Шангај ќе ги исклучи светлата на популарните туристички места за да штеди струја. 2 ноќи шангајските атракции нема да бидат осветлени. Областа на брегот, позната по мешавината на историски и футуристички градби, е една од најпознатите знаменитости во финансискиот центар на Кина. Шангај не е единствениот погоден од ограничувањата. Снабдувањето со електрична енергија на некои индустрии е исто така ограничено. Рекордно високите температури и слабите врнежи од дожд, заедно со зголемената климатизација, предизвикаа недостиг на електрична енергија, се вели во соопштението од кинеските власти. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Довидување.